ВМРО ДПМН не прифаќа условувања за отворање на македонскиот устав на патот кон Европската унија. По Бугарија сега и дел од албанските политички партии заговараат уставни промени во делот на албанскиот јазик. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски реагира дека е неприфатливо да се поставуваат услови ако некој верува во европскиот напредок на државата. Вие ако верувате во европската агенда како што велат, треба да верувате безусловно, не со услови, така? Тоа е суштината на тој процес и затоа ние велиме дека вака како што е, под овие околности, под диктат, под ултиматум, нема да се согласиме како ВМРО ДПМН и како пратеничка група која што ја предводи ВМРО ДПМН да се промени преамбулата, затоа што ќе биде тоа понижувачки за нас. Во однос на условувањето од Бугарија, Мицкоски очекува гаранции од Брисел дека отворањето на уставот би било последно барање од Софија, што се однесува пак до барањата на албанските партии дома. Мицкоски вели дека е подготвен да разговара за тргање на условот 20% за употреба на албанскиот јазик од уставот, но само доколку во исто време се разговара за бришење на Бадентеровиот принцип и за балансерот. Албанските политичари во Македонија според него треба да престанат да ги потценуваат и третираат граѓаните албанци како процент и да почнат да ги третираат како рамноправни граѓани. Исто така, многу пати во минатото сум кажал, подготвен сум да седнам да разговарам со секого, но тоа е оној нов договор за Македонија за кој што треба да разговараме и за нормата Бадинтер, за нормата Балансер, да имаме еден фер систем во Македонија каде што луѓето нема да напредуваат поради тоа што се дел од некаква си бројка или некаква си квота или некаков процент, туку затоа што вредат, затоа што се конкурентни, имаат знаење. Ословувањето од албанскиот блок стигнаа вчера од председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Претениците ќе кренеле за уставните измени и продолжување на евроинтеграциите само ако во уставот наместо 20% албанци се вметне албанскиот јазик.